الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد. السلام عليكم. Денес на наше задоволство наш гости е познатиот ценен воđа професор Марен Исмаили, кој ми беше колега во студиите, заедно студирахме во Медина. Аллах нека го награди за одвоеното време што дошол да не посети во ова населба. Познато е во тоа што е истинно свата работа и голем успех има во полето на Талебот и луѓето кога го слушат неговиот верс наоѓа што се вика вистинска храна за неговата душа и затоа ја сега ќе му препуштам микрофонот со него насипати да се обрати до кај нас. Уште една шала нека му даде sempre добро за одвоеното време. Колку корак си направил Аллах, неговото дереже нека го дигне, успехно неговата работа и ние сме борби на неговото давети на неговата работа. Аллах нека го учи. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ثم ما بعد. Zahvalноста му припаѓа на Аллах Азza wa Jal, додека салаватите и нашите посебни селами за Мухамед салаллаху алейхи ве селем, за неговата фамилија, за неговите драги пријатели, сахаби и за сите тие кои што одат по неговиот пат до кијаметскиот ден, во кој што и ние иншаллах припаѓаме во тој ден. Аллах Азza wa Jal сите заедно да не собере и да ни овозможи вака да бидеме заедно и во џеннет. Почитувани браќа, за мене не може би, но сигурно е првиот дерс во мојот живот во кој што предавам на македонски јазик. И сето тоа не е случајно. Јас малку ќе го коригирам нашиот хоџа Али, бидејќи ме представи како колега. Јас не сум колега негов. Јас сум негов ученик, да знаете ова. Ке ми чини ала лоđата, ама јас памтам во 2000-та година, кога за прв пат одитовме во Медине, и ова прв пат го кажувам вака јавно, да знаете и вие, како светот се врти, како се ствараат некои работи и како и некои работи не се случајно никогаш. 2000-та година јас бев еден мал ученик кој што влегов во Академијата за арапски јазик да научиме, и тогаш за почетници учевме како се вели на вратата бабун или пак на часовникот саатун. Само толку знаевме. Хоđата Али тогаш беше во факултет за исламското верување и за факултет кој што спремаше професионални хоđи за да повикуваат во вера. Хоđата, ако не грешам, тогаш беше 2 или 3 година. И како млади памтам, денеска баш размислував за тоа, викам субханаллах. Како млад памтам и сега ми втекнува уште подобро. Хоđата од време на време после јација, ние бевме млади, се секиравме. Тогаш немаше ни телефони, да знаете. Дома испраќавме, значи, писмени пораки. Со пошта ќе напишевме еден лист
и ќе им кажевме на нашите родители, мајки, дека добро сме тука, не е лоша. После јација оđата ваш, овој оđата Али, ќе не земеше дома кај него и претходно ќе ни спремеше некоја пита или нешто домашно, за да ја заборавиме таа домашната секирација, да не се случи да ние се секираме и се вратиме дома и оставиме студии. Значи, тоа беше една нивна стратегија голема, кој што они со нивните семејства, ала да ја награди оđавицата во тоа време што ни спремаше цело тоа јадење. Значи, они даваа све од себе, иако и они беа сами студенти, немаа кој знае што богатство, но даваа све од себе за да не земат со добро, за да ние не ги оставиме студиите, за да во првите чекори да бидат близко до нас, додека почнеме, после беше лесно. Ама во тие први чекори во Талебул Илм многу беше важно некој еден твој голем брат, еден твој хоџа, да ти биде близко и да ти помага во тој пат. Така да, мој учител, Аллах да те награди. И Аллах сите доброта да ти ги даде тебе и на твојот џемат. Ова го велам наискрено, драги браќа, да знаете дека овој ваш хоџа тука има стратегија направена од многу долги години да почитува млади оđи, без разлика дали се тие албанци, дали се турци, дали се роми, само со една цел, да им служи на верата на Аллах азza wa jal фи себилилlah. И субханаллах, тоа сакам да го споделам вечерва со вас. Ова братство наше и тоа наше братство кој што е почнато пред 25 години, не е заснувано ниту за интерес, ниту материјално, ниту за некоја доброта од овој свет или нешто слично како ова. Сето тоа е направено фи себилилlah. Дали некогаш си размислил зошто баш јас да те сакам тебе фи себилилlah и зошто ти мене да ме сакаш фи себилилlah? Ни ме знаеш, ни те знам. Ама те гледам брат, муслиман, и веднаш ќе ти дадам селам. И ти и јас гледаме дека има нешто топло во нашите души, а реално нема никаков интерес. Реално и не се знаеме кој знае колку. Оđата Али првпат во живот не видел таму. Не видел незим во харемот на Мухамед саллаллаху алейхи во џамијата на Мухамед саллаллаху алейхи после јација не собра, ајде вика кај мене дома да јадеме вечерва. Значи, мислите, сето тоа е баш случајно? Не, вала, не е баш случајно. Затоа Аллах субхана ва та'ала вели وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Му вели на Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем, Аллаху азza wa jal, Аллах азza wa jal ги зближи нивните срца. Аллах азza wa jal ги зближи нивните срца. Не човекот, не јас, не ти. Аллах азza wa jal, тоа е доброта која ни дошла од Аллах субханаху ва та'ала. Тоа е бакшиш од Аллах. Тоа е поклон од возвишениот Аллах за луѓето што се иманли. Потоа вели Аллах субханаху ва та'ала: "Лау анфакта ма фил арди џами'a ма аллафта бейна кулубихим." Ти, о Мухаммед, како и да даваше за ова цел, целото богатство во оваа земја што е, не ќе можеше да достигнеш да ги зближиш нивните срца. Затоа Аллах азza wa jal вели за мунафиците и за луѓето што немаат иман: "Тахсабухум џами'ан ва кулубухум шатта." Му вели на Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем и на неговиот уммет: вие тие неверниците, мунафиците, ги гледате дека се заедно,
ви личи на вашите очи дека они се заедно, но реално нивните срца се поделени и се мразат меѓу себе. Тоа што верниците, муслиманите и нивните срца ги изближи е иманот кој што Аллах Аззаваџел на сите нас ни го даде како поклон. Вели Мухамед салаллаху алейхи ве селем во хадисот кој што се споменува во Сахихул Муслим. И ова вечерва за сите нас важи. Вели Мухамед салаллаху алейхи ве селем, еден верник кај Бени Исраилите излегол од едно село, од едно место да оди во друго место, да посети еден негов брат. Аллах Аззаваџел на тој верник му испраќа едно мелаике за да оди по него. И меѓупат, откако мелаикето го следи тој верникот, меѓупат го прашува, вика, кај одиш, ети човеку? Он вели, одам во филан местото да го посетам филан човекот. И мелаикето го прашува, имаш некоја работа, дуњалочки со него? Не, вика, немам ништа работа со него. Одам да го посетам само затоа што го сакам фисебилилlah. Само затоа што го сакам тој човек фисебилилlah, во име на Аллах го сакам. Немам ни бизнис со него, ни интерес, ни ке ми помогне нешто, ни ке ми одмогне нешто, ништо. Само во име на Аллах тој човек го сакам. Тогаш мелаикето му вели на тој верникот, еј човеко, јас сум мелаике кој што Аллах Аззаваџел ме испрати од небо, да ти испратам и на тебе селам, дека Аллах Аззаваџел тебе те сака. Субханаллах. Велат научниците, ла шекавете ба'де мехаббетилlah. Нема темни денови после сакањето на Аллах Аззаваџел. Кога Аллах ќе те засака, за тебе црни денови веќе нема. За тебе веќе црни денови нема, брате. Тоа што најмногу ни фали во умметот денеска е баш фактот дека ние треба да се запрашуваме од време на време меѓу себе дали ние навистина се сакаме за Аллах Аззаваџел. Дали јас хоđата го сакам фисебилилlah. Дали јас овој брат што е до мене, тука, таму, дали го сакам стварно фисебилилlah. Кога ние ќе бидеме искрени во тоа, валлахи, секоја болка на секој брат ќе биде и наша болка. Секоја негова тага ќе биде и наша тага. И секој негов добар ден и момент ќе биде и наш добар ден и наш добар момент. Зашто ќе се осеќаме дека сме стварно како едно тело, како едно голема фамилија, која што се грижи едни за себе. Уметот денеска знае како треба да се клања. Уметот денеска го знае и ахлалот и харамот го знае. Уметот денеска може да земе знаење каде и да сака. Елхамдулилlah, и џамиите се полни. Можеби никогаш не биле толку многу полни. Како што се денеска во ова време. Но, субханаллах, дали ни се случува дека ние брат со брат во исав, рамо да не зборуваме? За жал ни се случува. Дали на нас се случува брат со брат во иста џамија да се клањаме, а да се мразиме меѓу себе? За жал ни се случува, браќа. Дали на нас ни се случува брат со брат за нешто многу банално едноставно да се љутиме и све години да не зборуваме и бајрам да не правиме? За жал ни се случува. А ние дали го знаеме намазот? Сите се клањаме. Сите се клањаме. Елхамдулилlah, сите постиме. Немаме проблеми во тоа. Кога ќе кажеме нешто халал, харам, сите, значи, се обидуваме халал да печалиме и од харамот да бегаме. На сите вас да кажам сега, еден брат наш,
умира, таму му треба наша помош. Сите ќе дадеме све што имаме во джеб, само да го спасиме. Ама на истиот брат, само за еден мал паркинг, спремни се да го правиме резерв. За 5 секунди што треба да правиме сабар едни за друг. Тоа е една наша реалност, која некогаш ја избегаваме и се камуфлираме и се криеме позади нашиот истан, позади нашата вера. Ствар која мене ме натера пред неколку недели да кажам на мојот джемат, па дури на многу верници други да пренесам таа порака. Абе ние, браќа, дали стварно се кланяме за Аллах азza wa jalla, дали тој намаз рефлектира во нас, во нашата душа, во нашиот морал, во нашето добро мислење кон еден кон друг. Дали влие во нашата толеранција, во нашата милост. И сета ова, значи за жал кај нас фали, зашто уште не сме сфатиле да сакаш еден брат фи себилла е само по себе ибадет. На нас, за жал, овој фактор ни фали, ова знаење ни фали. Јас да го сакам овој брат, е ибадет. Како што е да клајнам таравија, ибадет и јација, ајде да кажем ја сега, ајде да одиме дома, нема да се клајнаме. Сите ќе кажеме, ожа, што правиш бе ти, нормален ли си? Исто ќе ти кажам и јас на тебе, како можеш да се клањаш, а со брат ти до тебе се мразиш? Како можеш на еден твој брат, на сите тие браќа, со кои секојдневно се клањаш, никогаш да не им се и насмевнеш? Да им кажеш, селам алейкум, како си бе брат, добар ли си? Како ти е фамилија? Како помина денеска? Рамазанот денеска како беше? Ти со работа тешка, дали ти помина лест? Кај се овие наши зборови? А да кажеме дека еден наш брат умира, има потреба од наша помош, све што имаме ќе дадеме. Ама некогаш да даваш љубов на твојот брат е многу поскапо од тоа да му дадеш све што имаш во твоји џепови. Затоа Мухамед салаллаху алейхи ве селем ни има јасна порака испратена и на која што ни вели да допреш во крвта на еден верник, невина крв. Е полошо од тоа да ја урнеш ќабето. Дали некој од вас би се осмелил да оди да го урне ќабето? И стакфирна, што збориш оза? Никако. Валлахи биллахи. Да допреш во честната крв на твојот брат е поголем гуна и грев отколку да одеш да допреш во ќабето. Тоа е цигла, ќе се стави друга цигла. Ама крвта честа на твојот брат, ако ја уништиш, ако ја урнеш, таа тешко после се враќа. Тоа срце кога ќе се скрши, кога ќе се одери на два парчиња, и ако се спои после, ќе остане линијата, брате мој, сакам. Затоа вели Мухамед салаллаху алейхи ве селем, каля Аллаху тебараке ва таала. Аллах вели во хадисот кудси: "Ваджабат махаббати лил мутахаббин фија." Фарз им стана мојата љубов на два верника кои се сакаат во име на Аллах. Фарз, Аллах азza wa jalla фарз направил себе си да засака два верника кои меѓу себе се сакаат за Аллах азza wa jalla. А верникот, муслиманот, еден брат свој, ако засака еднаш фи себилилла, валлахи даем и во месечина да живее, он ќе го сака. И Аллах азza wa jalla за таа љубов, иако не се гледаат, ќе им пишува севапи на тие два верника. Јас пред Рамазан се го видов оџата ваш, таму на главниот пат, и ми помина пред мене со кола, му се јави, викам, шех, од дано не сум те слушнал, те видов во кола, дали си ми добар? Зошто? Така се сака брат. Така се покажува почит кон еден хоџа, кон еден твој учител, кон еден твој поголем брат, кон еден хоџа, кон еден имам.
кон еден татко, кон еден поучен, попаметен, постар човек од тебе. Овие вредности не смееме да ги заборавиме. Затоа Аллах Аzzawajal сам вели во хадисот кудси: фарз им стана мојата љубов. Значи јас обавезно ги сакам тие два верника кои меѓу себе се сакаат во име на Аллах. Wajabat mahabbati lil mutazawirina fiha. Аллах вели: им стана фарз мојата љубов на два верника кои се посетуваат меѓу себе во име на Аллах. Денеска ние решивме да се посетуваме едни со други во име на Аллах Azzawajal и на Аллах Azzawajal се молам на сите нас заедно да не засака. Драги браќа, ние сме во Рамазан и ако сега во Рамазан не ни омекнат душите, стомакот ти омекнува за време на денот. Вуџетот ти омекнува, не си толку јак како што си надвор од Рамазан. Сте приметили околу 3,5, 2,5, 4, веќе значи почнуваш да осеќаш дека имаш потреба од одмор. Почнуваш да се замараш физички. Ама, ајде да направиме еден тест. Дали нашите души ни омекнуваат? Ако и сега за Рамазан не ни омекне оваа душа и не сме во состојба некои наши мани, некои наши грешки, некои делови од нашите минато да ги заборавиме, кога ќе ги заборавиме тие? Ако сега не простуваме, ако сега не делиме љубов меѓу себе и почит, кога ќе се случи тоа? После Рамазан мислиш? Тогаш ќе биде уште потешко. Затоа Аллах Azzawajal го научи Мухамед салаллаху алейхи ве селем и откако Аллах за Рамазан ги отвори вратите на двете крила од вратите од џеннет и го затвори шејтан, Аллах Azzawajal му рече на Мухамед салаллаху алейхи ве селем и испраќа едно мелеке на нас да ни каже: ја багил хајри акбир. О ти вернику кој што го сакаш доброто, оди кон доброто. Дојди кон Аллах Azzawajal. Аллах те повикува. Ти вика: ајде, дојди кон доброто. А кајмакот на сите доброта е верниците да се сакаат меѓу себе. Може ли нама старавија некој да клања сам? Може. Ама дали го има овој ширет тука, како што е сега? Не, го нема. Дали може некој да клања сам џума? Не може. Не може. Дали можеш сам ти да направиш бајрам? Не можеш. Зашто исламот е колективна вера. Многу верници сега за Рамазан, значи на големо трчаат и се мачат и се замараат да ги пунат неговите фрижидери со јадење и пиење. Јас еден ден го прашав еден брат: "Жити Господ ќе те прашам едно. Ама искрено реков да ми одговориш. Ај, вика, оđа, кажи, дали твоето срце го напуни со љубов? Што ќе ти бе толку јадење за Рамазан? За Рамазан повеќе нашата душа треба да се пуни со иман и со љубов и со почит кон нашите браќа, двострано да се почитуваме, да се сакаме, да се гледаме почесто, да се позјаретуваме меѓу себе почесто, отколку да се пуни фриждерот со јадење и со пиење. Затоа вели Мухамед салаллаху алейхи ве селем: "Мен аада меридан أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا." سبحان الله. Вели Мухамед салаллаху алейхи ве селем, кој отишол да посети еден болен брат или отишол да посети еден брат негов, фи себилилlah, Аллах Azzawajal испраќа едно мелеке посебно за тој човек. На тој човек му вели: "Еј,
Мухамед, Хасан, Исен, како што му е името, тебе, мене, на сите. Ова за сите нас вреди. Сите хадиси кои ќе ги слушаш на Мухамед салаллаху алейхи ве селем, никако немој да ти одите паметот дека овие хадиси се само за Ебу Бекр, само за Омер, Осман или за тие другите сахаби. Не, брате мој. Тие хадиси на Мухамед салаллаху алейхи ве селем е за секој верник од уметот на Мухамед салаллаху алейхи ве селем до судниот ден. И за тебе, и за мене, и за сите нас тука. Во љубовта на Аллах азza wa jalla има место за сите нас. Затоа Аллах азza wa jalla испраќа едно мелајке. И тоа мелајке вели: "Ан тибта ва таба мамшак." Блазе си тебе, лум për ty. Ва таба мамшак, и блазе на твоите кораци. И после му вели мелајкето на тој верник: وتبوأت من الجنة منزلا. Му вели мелајкето: ти давам мижде поради тоа што отиде да го посетиш тој твојот брат таму. Ти давам мижде дека за тебе е спремена една голема палата во дженнет. Сите Аллах азza wa jalla во тие дженнетски палати да не смести. Амин ја раббел алемин. Кажува Мухамед салаллаху алейхи ве селем, и ова за крај го вела, кога еден верник, хадисот е во Сахих Муслим, кога еден верник излегува од неговата куќа, Савајле, да посети еден негов брат, 70.000 мелаики се молат за тој верник. 70.000 мелаики се молат за тој верник. Ако тоа трае до вечер, на вечер уште 70.000 други мелаики се молат за тој верник што отишол да посети еден негов брат фисебилла, што отишол да покаже почит, љубов, искреност, братство кон тој негов брат. И ова, драги браќа, за сите нас што доаѓаме од дома во џамија, само нието да го смениме. Ние доаѓаме само да се клајнаме. Не ни оди на памет да додадеме уште еден ниет. Ниетите знаете како зачините во тие јадењата наши. Има јадење само со сол и има може да додадеш и некои зачини. Еве еден зачин ќе ти дадам вечерва. Кога искачаш од дома да дојдеш во џамија. Поред тоа што правиш ниет да доаѓаш да се клањаш, прави си ниет во твоја душа и да ги вида моите браќа. Бидејќи со овој ниет 70.000 мелаики ќе се молат за тебе, мој почитуван брате. Субханалlah, само со еден мал ниет. Ќе правам ниет да го видам овој братот, овој, тој на крај таму, тој малиот таму, сите да ги видам. 70.000 мелаики ќе се молат за тебе. Ајде сега, само размисли, 70.000 мелаики да се молат за тебе, ќе ти се случи тебе лошо некогаш во живот? Не, валај, нема. Ти имаш 70.000 чувари околу тебе кои те чуваат, сакаат, се молат за тебе. Го молам Аллах азza wa jalla тие 70.000 мелаики да се молат и за вас. Се молам на Аллах азza wa jalla за сите вас, Аллах да ви спрема по една палата во дженнет. И на сите нас заедно Аллах азza wa jalla да не стави во дженнет и сите заедно комши да бидеме и во дженнет. Уште еднаш посебна заблагодарност на мојот учител, Оџата Али, Аллах да го награди, што ми беше чест денеска да ме викне да бидам меѓу вас, како еден ваш брат, како еден ваш другар, пријател, со кој што барем еднаш за овој Рамазан ќе се види меѓу себе и ќе покажеме љубов и почит кон еден друг. Аллах азza wa jalla да ве награди. Вассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Амин. Големината на големите луѓе е скромност. Зоџа Муарем,
колку да кажеме, малце ќе кажеме неговите дела ги красат и можам да ви кажам, он е моментално поим за Даведот во Македонија и воедно сите го знаете во последно време од медиумите, он е нашето бело лице, поготово на немуслиманите, каде преку тие негови сладки, меки зборови, што не го запознаели исламот, што не ја запознаели нашата вера, нашиот ценет, почитуван оџи имаше храброст, кој многу други оџи таа храброст ја немале, али тоа е одлика само на тие скромните. А кој е скромен ради Аллах Азza ва Џел, Аллах го воздигна. Таков е најдобриот пример, нашиот брат, нашиот професор Муарем, Аллах нека го поживе, Аллах да му даде берекет во неговиот Давид. И ќе не почастите, ќе клањаме јација позади него и едносум реката ќе не води од теравискиот намаз. Па после тоа ќе слуша и од нашите деца како рецитират, го читаат Куранот, па да ни кажи некои замерки да се поправиме на подобро. Ала секој добро нека ви даде оџа, знаеме колку сте зафатени во полето на Даведот, знаеме дека сте сит, сегде повикувани и на нас ни е посебна чест што сте одбрале денесете денешниот намаз да го поделите тука во заедничката ова. Ми беше чест, моја чест, Захалахе.